Почитувани гледачи, како што најавивме, во студиото ќе биде присутен и е веќе наш гостин, министерот за локална самоуправа, господинот Ристо Пенов. Како што е вообичаено, поставивме одреден тип на прашања со кои ќе сакаме да го задржиме вашето внимание, а господинот Пенов, како што личи, да ги одговори овие прашања во интерес на јавното добро. Добар ден, господине Пенов. Добар. За почеток сакам еден вид разговоров да го направиме низ призма на вашата позиција како враќање во политиката. 6 месеци сте министер, а речиси, как после сите оние периоди на лидерство во партијата и така натаму, повторно во извршната власт. Кој беше мотивот? Повторно ме враќате. Значи, јас некој посебен мотив немам. Состојбите и случувањата во ЛДП направија состојба во која требаше да се направат некои промени. Во консултации со премиерот било одлучено да јас ја преземам таа функција. Нели, малку се мислев заради паузата која што ја имав, но сепак времето во кое се случуваше таа промена, мислам дека не дозволуваше да се одбие или да се одбие таква. Вашето искуство и како градоначалник на Скопје во 2 мандати ќе биде едно од прашањата поврзано со функционирањето денеска на градот. Меѓутоа, заради структурата на овој разговор сакам да започнеме со она што вие мандатот и за кое што всушност ја имате надлежноста. А тоа е надлежноста во рамките на локалната самоуправа, децентрализацијата. Ова прашање посебно сакам да го образложите низ призма, бидејќи од 82 општини Македонија има 80 општини што се рурални, има голема разлика меѓу општините, една да речеме Зрновци во однос на Куманово, Битола и слично, а концептот на децентрализација, доколку се донесат законски решенија, ги опфаќа и малата и ултра големата општина, односно тие треба да се самофинансираат, самоодржуваат. Како може да се постигне еден вид законско решение што ќе ги опфати сите овие општини и дали концептот оди, можеби не во овој период, да се размислува за нов закон за територијална организација, не поделба, на општините и да се оди на еден вид спојување на повеќе општини за да може да функционира. Не, законот за територијална не се го анализираме, меѓутоа таму не лежи коренот. Коренот на проблемот, да речем. Так. Нели, кај нас е тезата, ние имаме премногу општини. Словенија е со ист габарит како Македонија, има 212 општини. Значи не е тоа. Работата е како да ги направиме функционални. И ние тука имаме, сега правиме анализи за да можеме да овозможиме да сите општини функционираат онака како што посакуваме. Што е суштината? Суштината е правиме анализи и концепт кој што ќе направи асиметрична децентрализација. Што значи таа? Во некои општини да има повеќе не ингеренции, туку извршување на обврски, а оние помалите се додека не дојде до тоа ниво. Да, ќе ги спојуваат тие обврски во некоја регионална, поголема или помала. Што ќе се гледа нормално од аспект на функционирање на потребата, а не само правно прашање кое што му се дава на локалната единица. А што се однесува до финансирањето, кај тие помали рурални општини, ние ќе мораме да додадеме повеќе државни средства отколку кај поголемите. Сега е интенцијата да помагаме повише на поголемите заради
нивните проблеми. Има ли одредени анализи што укажуваат дека по малите општини и оние потребни средства што им се дадени да ги собират, тешко ги собират, или економијата во тие мали општини е мала, па нема што да соберат? И едното и другото, но најголемиот проблем кај нас е популизмот. Значи, никој не сака да се нафати да наплеќа од граѓаните. Ја не зборувам да наметнеме товари нови на граѓаните, но некои основни обврски за нешто што се користи од локалната самоуправа или од државата, треба да се наплати соодветен надомест. Во помалите општини воопшто не наплаќаат за користење на јавен простор. А тоа не е социјална категорија, тој прави некаков бизнис. Можам да речем дури и во големите, во Скопје, во центарот на градот, по мене ниски се цените на тие услуги или тие бенефиции што општината ги дава на приватниот сектор. Логиката укажува дека собирањето на данокот од имот всушност повторно се враќа кај граѓаните. Апсолутно, тоа е за нив. Данокот на имот е пак посебна приказна. Кај данокот на имот исто така, дали од популистички или од незнаење, имаме слаб опфат на објектите кои треба да плаќаат данок на имот. И затоа сега сме вклучени со помош на Соединетите Американски држави преку USAID да во одредени општини се евидентираат сите можни имоти кои што се потенцијални даночни обврзници. Сега би сакал да дадете еден вид слика на ветените проекти што како министер ги наветивте. Пред се мислам на реконструкција на кардиолошката клиника во Охрид, на Институтот за дијализа во Струга, Институтот за белодробни заболувања во Тешово и веројатно други како што се во Ѓорче Петров, Кавадарци, а секако тука влегува Беро, да. Па сите тие проекти се во тек, во Кавадарци, центар за згрижување на кучињата скитници. Значи, тоа се проекти кои што со помош на други држави, со нивни донации и вклучени средства од владата, ги работиме во општините, во регионите каде што се чувствува некаква потреба. Уште поголем зафат представуваат проектите кои преку Европската Унија ги изведуваме. Тоа се ИПА програмите. Огромни средства влегуваат во нашата држава и тука се соочуваме со проблем ниска капацитетност на општините, на бизнисот, на невладиниот сектор за да конкурираат со квалитетни проекти кои што имаат можност да бидат финансирани. Има ли во поглед на анализата на реализација на овие проекти некои состојби што се оригинални како проблеми или има вообичаено ист вид на проблем, да речеме кадровски прашања, проблем секаде? Па можеме да речеме дека секаде се проблемите исти. Некои општини предначат. Нели, јас ги споменувам тие Кавадарци, да речеме, во опфатот на данокот на имот. Карпош во намалувањето на долговите. Тоа е на општина која во рекордно време го минусира, да рече си, целиот долг. Сепак се работи за потенцијална општина која има можности, но имало и предходно можности, се зголемувале долгови. А сепак тоа да не наштети на функцијата. Слушајќи ги, гледајќи ги и читајќи ги информациите што ги дававте во изминатиот период, добив впечаток дека имате сознание дека општините
немаат ставка за пари што ги обезбедуваат за капитални објекти. Дали добро ве разбрав или нешто има грешка во општините? Не. Мали се тие ставки, но не се разбира дека сите општини прават капитални инвестиции, што со своји средства, што преку владини програми, знаете. Владата преку локалната самоуправа, преку Министерство за екологија, преку транспорт и врски, преку земјоделие, изведува огромен број на проекти, патишта, пречистителни станици, канализации, разноразни потреби на општините, дел тие ги финансираат од собствени средства. И тука е нашата улога, тие потреби, тие проекти да ги направиме европски и да аплицираме кон Европската унија, која има огромен фонд за Факт е реализација. дека за овие проекти треба наплата пак на данокот на имот, а ако не е 100%, практично финансиската конструкција тенка. Апсолутно потенцијалот на општината е многу помал, многу помал. Колку во просек или колку во процент општините наши се капацитетни за овој вид на капитални инвестиции или се сведува на десетина општини што... Не, престрого е тоа. Тие се капацитетни, но ние кога разговараме, сакаме капацитет кој ќе направи скок во општината. Тие капацитети, но и тие финансии во наше, во секојдневие не достигаат. И затоа ние сме насочени кон тие проекти европски, затоа нашиот фокус е кон Европската унија. Видите, ние влезот во Европската унија премеханички го разбираме. 70% од обврските, од стандардите, од процедурите кои ќе се влезе во Европската унија се одвиваат преку локална самоуправа. Од тука треба таа капацитетност да се... Тогаш ајде го поврземе овие стратешки или клучни проекти во државата со коридорите 8 и 10 и со регионалниот развој. Не само како министер, туку еве да го земеме тоа на највисоко ниво како политика на државата. Што значат овие коридори сега за нас, независно во целиот овој контекст на разговори дека законот е коруптивен, дека ќе се краде. Значи, сега мене ме интересира економскиот, финансискиот дел, техничкиот дел. Апсолутно. Тоа е една огромна шанса прво за сите нас. Бидејќи се работи за инвестицијски проект кој во обем кој досега не е изведен. Во независна... Да, 30 години ваков проект нема. Потоа се работи за проект кој ќе го изведува за прв пат во Македонија американска компанија. И сега, врзано за цела она атмосфера корупција. Значи, корупција може да има во секој сегмент. И ова интервју ние можеме да биде коруптивно. Да. Така, нати го дај ми го. Нати, не знам, вакви сред... Како што се плаќаше во медиуми. Значи, тоа потенцијал за корупција во секој сегмент. Во овој се разбира дека е од поголеми размери, поголеми шанси. Но гаранција за корупцијата е Бехтел. Се сеќавате најголемиот корупцијски скандал, кој овде се уште не е расчистен, ние корупција тешко расчистуваме, Deutsche Telekom. Само затоа што таа германска фирма е на американската берза, незините конкуренти ја пријавиле дека прави нешто коруптивно, корупцијата ја откриена. А замислете го Бехтел, па кој е американска компанија, која е сигурно и која е подложна на тамошните процедури. На тамошните. И ние сега као граѓани не го гледаме бенефитот, новиот модел кој на Балканов успеа. Косово има 2 автопати со нив направено. Албанија, Хрватска. Сега Вучич пушташе дел од автопат. Хрватска
И секаде се успешни тие. Господине Пенов, ќе го поставам сега прашањето поинаку. Факт е дека тоа ќе се направи. Можеби подоцна или побрзо во смисла, можеби со оваа влада или со некоја следна. Невозможно е постојано само да се обструира еден ваков проект со приказната за потенцијална корупција. Тоа е апсолутно проблем. Значи, атмосферата која се создава сега е да го оневозможиме проектот. И што на граѓаните ќе го еве добро, ние го спречуваме проектот. Каков бенефит е тоа? Каков бенефит се добива? Што добива Македонија? И сега тука уфрламе разни елементи кои што за граѓаните се атрактивни, нели работното време, нели ќе имало експлоатација. А како оваа фирма во Србија работи? Како работеше во Хрватска? Како се градени автопатиштата во Германија, во Норвешка, секаде? И како тие држави успеваат брзо да изградат, а ние со нашата регулатива, еве, стоиме и на Кичево Охрид, и на Росоман Прилеп, и само ја обвинуваме владата, а владата има договори со фирми, кои што имаат разни пречки во реализацијата на своите проекти. Барем од ова што го слушам и од ова што го читам крајно неполитички, факт е дека коридорите 8 и 10 доколку се изградат, Македонија ќе има друга слика во однос на И друг развој. И друг развој, да. И друга секојдневна економска состојба. Тие 200 милиона годишно што ќе ги плаќаме за автопатот, тоа се пари кои ќе се движат низ македонската економија. Бехтел е обврзан 100 милиона од нив да троши во Македонија, дали на плати, дали на купување материјали, дали на користење домашни фирми. 100 милиони во македонската економија, 1% раст на... Прашањето беше во насока, иако сте министер за локална самоуправа, дали владата можеби во представувањето на еден ваков проект направи грешки во чекори и сега... Ама ги слушам тие разговори. Минатата недела имавме средба со новинари на кои ги донесовме представниците на ИРД, на надзорната компанија, од каде што тргна цела афера, нели, коруптивно, не знам што. Представникот на ИРД вели: ние како ИРД бевме надзор на автопатот Демиркапија Смоквица 2014. Подпишана со Груевски. Земавме надомест многу повисок отколку сега за овој цел проект. И го завршивме, мораме да признаеме, навистина добар проект, добар автопат. И сега ние нив ги напаѓаме зошто ти е овој подизведуваш, каде одиме со таквата дебата? Доволно ми беше во однос на ова прашање. Сега, она што е исто битно за градот, односно за државата, функционирањето на Скопје. Во изјавите велите дека не сакате да примените мерки кои што се одземање на надлежности, бидејќи не е... Тоа не е добро, видите. Тоа не е добро. Ние не се враќаме назад. Кое е друго решение? Другото решение е да помогнеме да тоа се реализира. Еве, и денес ке имам средба со директорот на железници, со градоначалничката, за да овој подземниот проводен тунел кај Рамстор да отпочне. Некои пречки има, некој објект на железница треба да се трга. Значи, ние сме тука за да помогнеме. А што ќе направиме ние да го одземеме проектот? Нашата идеја беше да ја преземеме универзална како инвеститор, да ја изградиме и да ја вратиме, не да ги поддржавуваме институциите. Бидејќи прашањето беше не дека го заговарам да им го земете тука. Ве разбирам, да слушате дека има мерки или решенија што вие ги нудите, а не се одземање на надлежност. Никако. Значи, тоа е последна мерка која што
која и да ја направиме, пак Сигурно. треба во соработка со локалната самоуправа да ја Господине реализира. Пенов, ќе имаме можност веројатно и за брзо време, чувствувам дека ќе поканиме повторно. Некои прашања задоволство. бараат актуелно да бидат отворени повторно. Ви благодарам што бевте гостин на Слободна Благодарам ТВ. на поканата.